Флорентино Перес, председателот на Реал Мадрид, веќе одлучил кој ќе го преземе тимот по се уште не најавеното заминување на Жозе Мориньо. Перес го избрал тренерот на Пари Сен-Жермен Карло Анчелоти да го наследи Мориньо на клупата на неговиот тим, а за негов асистент е избран Зенедин Зидан, кој во моментов ја извршува функцијата директор во клубот. Зидан е милник на наивачите, откако тој и Икар Касилјас беа во тимот успеа да ја освојат деветата европска клубска титула во 2002 година по победата со 3:0 над Валенсија во финалето на Стад де Франс во Парис. Анчелоти и Зидан работеа заедно во Јувентус од 99 година до 2001, пошто французинот беше продаден на Реал Мадрид, а во 2006 година ја прекина фудбалската кариера. Сер Алекс Фергусон сака да продолжи да го води тимот и да не ја прекинува 27-годишната кариера на клупата на Црвените ѓаволи, но здравствената состојба му е таква што сепак ќе мора да се повлече. Обложувалниците веднаш реагира и Фергусон е моментно прв фаворит кај менаџерите кои ќе го напушти својот клуб до крајот на сезоната. Како негов наследник се споменува Дејвид Мојс од Евертон. Само неколку дена Фергусон говореше за наредните 10 години во Юнајтед, во кој планира нови успеси, а оваа вест ги шокираше сите. Шкотскиот стратег на 19 мај нагости против Вест Бромвич Албион ке го има 1500-тиот надпревар во неговата кариера како менаџер. Голманот на Борусија Дортмунд Робан Вајденфелер ја продолжи соработката со Бундеслигашот до летото 2016. Вајденфелер сега веќе стариот договор го врзуваше на Сигнал Идуна Парк до летото 2014, но по одличните партии оваа сезона, особено во реванш над преворот полуфиналето на Лигата на шампионите, кога одбрани неколку зицери на фудбалерите на Реал Мадрид, управата на клубот одлучи да му понуди нов договор на својот голман пред крајот на сезоната. Среќни сме што Роман одлучи да го стави својот подпис на новиот договор. Тој беше една од клучните фигури во освојувањето на шампионската титула во Германија во 2011-2012 година и оваа година на патот до финалето на Лигата на шампионите, изјави Михаел Цорк, спортскиот директор на клубот од Дортмунд. Мило ми е што и понатаму ќе бидам дел од оваа позитивна приказна и многу сум горд на тоа, изјави Вајденфелер, кој во Дортмунд дојде во 2002 година од Кајзерслаутерн, а од тогаш настапи во повеќе од 300 бундеслигашки надпревари. Пред почетокот на Final Four во Лондон од кошаркарската Евролига беше објавена најдобрата петорка во регуларната сезона. Во најдобрите 5 се Василис Спанулис од Олимпијакос, Димитрис Диамантидис од Панатинаикос, Руди Фернандес од Реал Мадрид, Анте Томиш од Барселона и Ненад Крстич од ЦСКА Москва. Илјадници фанови и новинари ги избра најдобрите кошаркари на стариот континент. Диамантидис, Спанулис и Крстич беа во идеалниот тим и минатата година, додека за Томич и Руди е прв избор. Диамантидис скупно 4 пати во првиот тим, а за Спанулис и Крстич ова е втор пат. Втората идеална петорка за оваа сезона ги вклучува Милош Теодосич од ЦСКА Москва, Хуан Карлос Навар од Барселона, Виктор Хиријапа од ЦСКА Москва, Никола Миротич од Реал Мадрид и Шейн Џејмс од Макаби Тел Авив.